Добар ден, ученици! Добро дојдовте на часот по германски јазик за 6-то одделение. Денешната лекција е Die Pause fängt an, паузата започнува, и ние денес ќе научиме како да искажеме мислење за нешто што ни се допаѓа, за нешто што и ни се допаѓа и не ни се допаѓа, сме рамнодушни, и за нешто што воопшто не ни се допаѓа. Прво да ги погледнеме зборчињата кои што стојат под знакчињата. Super, toll, gut. Супер, одлично, добро. Ги користиме кога сакаме да кажеме дека нешто ни се допаѓа. Фразата на ја es geht ја користиме кога сме рамнодушни, односно искажуваме некаков став за нешто што и ни се допаѓа и не ни се допаѓа. Рамнодушни сме. И зборчињата doof и blöd искажуваат негативен став кон нешто, значи нештото не ни се допаѓа или го сметаме за неинтересно. Сега ќе слушнеме еден диалог во врска со денешната лекција и понатаму ќе го видиме сето ова за кое што ви зборувам низ примери. Hör die Fragen und Antworten. Wie findest du Pop-Top? Super, toll. Und wie findest du den Sänger Tommy? Gut. Hans, wie findest du Pop? Naja, es geht. Anna, wie findest du Hartmut? Doof. Blöd. Диалогот ќе го слушнеме уште еднаш. Spi. Hör die Fragen und Antworten. Anna, wie findest du Pop-Top? Super. Und wie findest du den Sänger Tommy? Wie findest du Pop? Ja, es geht. Anna, wie findest du Hartmut? Doof. Значи, како што кажав, super, toll и gut се употребуваат кога искажуваме позитивен став, doof и blöd кога искажуваме негативен став кон нешто што не ни се допаѓа и на ја es geht рамнодушност. Да ги видиме примерите. Wie findest du Pop-Top? Ich finde Pop-Top toll. Wie findest du Pop? Na ja, es geht. Wie findest du DJ Miki? Ich finde DJ Miki doof. Од овие примери можеме да видиме дека во првата реченица, односно одговор, имаме позитивен став за Pop-Top, toll, одлично. Во втората реченица ја користиме фразата на ја es geht, каде што искажуваме рамнодушност. И во третата реченица DJ Miki не ни се допаѓа, ich finde DJ Miki doof. Но прашањата може да бидат поставени и поинаку, односно нашиот соговорник кога не прашува за да види дали ние се согласуваме со него или не се согласуваме. Тогаш, ако имаме позитивен став, ќе одговараме и со ја, ако имаме негативен и со nein. Findest du Pop-Top super? Ja, ich finde Pop-Top super. Nein, ich finde Pop-Top blöd. Super и blöd во овој одговор имаат спротивни значења. Кога нешто мислиме дека е супер и кога
нешто мислиме дека не е добро. На ја es geht ја научивме фразата дека ни покажува равнодушност. И вториот пример, findest du Tommy toll? Ja, ich finde Tommy toll. Позитивен став, toll. Nein, ich finde Tommy doof. Нешто не ни се допаѓа, doof. На ја es geht. Од претходните примери, сега вие обидете се да ги одговорите овие 4 прашања, секако користејќи ги новите зборови од денешната лекција. Ви благодарам на вниманието.